Во групите дечињата од македонски и албански етничка заедница се воспитуваат, образуваат, другаруваат и создаваат на македонски и албански јазик. За нив се грижат по две наставнички кои ги говорат и двата јазици. Велат дека за групата има интерес од родителите, затоа што децата ја практикуваат мултијазичноста и во нивното понатамошно школување. При одржување на часот се користат двата јазика истовремено. И на тој начин децата можат полесно да го научат тоа што го изучуваме и при изучување исто така на песнички им се кажува при превод, значи зашто учиме, како учиме и полесно значи ги научуваат зборовите нови. Групата Мозаик во 2008 година започна да функционира како проект. Ја има во повеќе градови во Македонија каде има мешан етнички состав. Овој начин на воспитување и образување на децата за неколку години го има вметнато во својата програма Министерството за труд и социјална политика. Децата меѓу себе си играат, но покажуваат искуствата дека и ги учат јазиците на еден или на друго дете. Така што мислиме дека успешно ни оди работата со Мозаик. На страна на родители веќе тоа е нормално прифатено, зашто во таа група децата не преспиваат дењу, значи имат активности посебни од групата кои се редовни во градинка и затоа родителите кои би сакале таков начин на згрижување се запишуваат во Мозаик. И ги има во сите градови каде што живеат мултиетнички националности, така што не било нигдека проблем, се докажа дека свегдека го примија родителите како нормално, значи го има во Дебар, го има во Куманово и ниедно од тие групи не се затвори. Го има и во Чаир, каде што после побарање на родители се отвори група Мозаик и со турски јазик. Од детската градинка Младост Тетово смета дека ваков сличен проект треба да има и во основните училишта, лоцирани во општините со мешан етнички состав.